Добар ден, почитувани ученици. Јас сум професорот Петрушевска Бети по македонски јазик и литература од гимназијата Сами Фрашари од Куманов. Денеска ќе се запознаеме, значи ќе продолжиме во стилот на стилистиката или ќе го запознаеме научниот стил. За овој стил што е важно и битно да се спомене. Значи, во овие наши простори се смета дека со појавата на текстовите на Крсте Петков Мисирков се и почетоците и појавата на овој научен стил. Како што рековме претходно, после ослободувањето во нашава држава се формираат првите факултети, првите научни институции и со тоа, значи, овој стил, научниот, почнува да се употребува во наука, образование и просветување на народот. Основна форма на овој научен стил е пишуваната форма, а врз основа на тоа каде се употребува, се појавиле неговите подстилови. Тоа се строго научен подстил, научно-популарен подстил и научно-учебнички подстил. Да видиме строго научниот подстил, што е за него важно да се каже. Значи, неговите главни карактеристики се информативноста, логичноста, прецизноста и објективноста. Сега, овој строго научен стил самиот кажува дека доаѓа до израз во текстови кои што ги напишале специјалисти, кои што се ја разбираат одредена дадена област, како и обработиле таа област, како што се монографии, дисертации, реферати или статии. Овие текстови секогаш се подпишани од авторот и всушност тие го прикажуваат неговото лично согледување за тоа што тој напиша. Тоа значи дека во овие текстови имаме индивидуален белег. Да видиме вториот подстил или научно-популарниот подстил, негови, да кажеме некои збори за него. Значи, откако македонскиот јазик е законски кодифициран во 1944 година, заради побрзо едуцирање и просветување на народните маси, почнуваат да се пишуваат и печатат, да се објавуваат научно-популарни изданија од област на медицината, педагогијата, политиката и други области. Сега, во тој период, кога овие изданија, овие трудови биле објавувани, јазикот на кој што тие дела биле напишани, бил близок до народниот разговорен јазик и честопати имало употреба на турцизми, диалектизми, бугаризми и србизми. Во денешниот време овој подстил подразбира, значи, обраќање на еден специјалист од една област кон другите неспецијалисти од истата област за кои што е напишан текстот. Значи, со цел на тоа дали ќе бидат читатели, дали ќе бидат слушатели или гледачи, да им се објаснат тие употребени термини кои што ги користи специјалистот во својот текст, за да полесно истите го разберат текстот. Во тоа е и таа популаризаторска функција на овој подстил и затоа и се нарекува научно-популарен подстил. Овој подстил го има или се употребува во книги, статии, предавања, емисии и други работи. Сега, битно да се каже за овој научно-популарен подстил е
употребата на авторска множина. Тоест, и еден човек, што се случува најчесто да е автор на книгата, тој сепак ќе се обраќа во прво лице множина, односно ќе каже ние. Демек, ние го напишавме оваа дело за да се појаснат некои работи. Значи, таа е таа авторска множина, за која што спомнав дека еден човек пишува и се обраќа, ама зборува во прво лице множина. И збор 2 за третиот, научно-учебнички подстил, каде што може да кажеме дека еден специјалист од една област им се обраќа на неспецијалисти кои што треба да добијат известни знаења од одредена област. Сега, материјалот е строго определен со програма за наставен предмет, а начинот на излагање треба да биде приспособен со возраста и претходните знаења на учениците. Според ова што го слушнавме, што го кажав, значи јасно е дека овој научно-учебнички подстил се употребува во училиштата, значи, односно во учебниците, во статиите, во предавањата, каде што еден професор треба да го предаде знаењето, односно лекцијата на децата, а како е тоа одберено, тоа е, значи, со специјално определена програма за тој наставен предмет. Благодарам, ученици.